Зборува глас од Македонија. Зборува глас од Македонија. Емисија што допира до сите наши сонародници ширум светот. Добро вечер, почитувани слушатели. Ви се јавуваме со радиопрограмата Глас од Македонија, што се емитува секоја недела од 6 до 7 часот навечер преку етерот на радиостаницата CMR на Бранова должина 101,3 FM. Ова радиопрограма за овој час нека ви пренесе со мислите во вашата прва татковина Македонија, во земјата на сонцето и градината на рајот. Нека топло допре зборот и песната македонска во вашиот дом, а вие бидете секогаш дел од нас, за да и ние бидеме вечно со вас. Па, пријатна разонуда со вашиот уредник и водител Драгица Белчевска. Утре, почитувани слушатели, е празникот Три светители, а на 14 февруари Свети Трифун. Нека е напомош, а ние вечерва ќе дадеме и прилог за празниците. Исто така продолжуваме со македонските кралеви, за да пак на крај од вечерашнава наша програма го дадам мојот коментар на неделата, како и критички осврт во собранието на Република Македонија од страна на пратеникот на ДПМНЕ Пренџов до техничката влада. Но најпрво со поздравна песна до сите вас. Ni starec, ni tu mlad, bez da trepne na tvoj glas. Ja su moda vesela, srce su vesla donela, a igra za tebe. Pesnava mi je zborljiva, igrava mi je gorljiva, a igra za igrave. Ni starac, ni tu mlad, bez da trepne na tvoj glas. Ja su moda vesela, srce su vesla donela, pa igra za tebe. Pesnava mi je zborljiva, igrava mi je gorljiva, pa igra za igrave. Утринското
Ситото кафе е навистина и најсладко. Меѓутоа, тоа е и за ваша душа. Но тоа може само Тим Хортонс, посебно во Скарборо и Ист Јорк, чии собственици се Стив и Дени Браун, со нивниот татко Џорџ Браун од село Буф. Но не е само тоа. Во Тим Хортон можете да си земете утрински појадок, исто така донаци или крофни, како и други сладки јадења, но и да си ордирате јадење, сендвичи, доколку одржувате некои митинзи. Повелете, Тим Хортон секогаш е до вас, покрај вас. Westmount Guarantee, инвеститор за сигурна гаранција за комерцијални билдинзи, за кондо, исто така Deposit Insurance Financing. Нашиот сонародник Джим Еманолидис го докажува сето тоа. Телефонот е 416 712 4038. Секој ден посакува да живее во удобен стан, во удобна куќа. Крис Клашов од фирмата Royal LePage State Realty е покрај вас. Завртете го телефонот на 905-520-1474 и побарајте го Крис Клашов, кој со неговото 20 годишно искуство најдобро ќе го реши вашиот проблем во врска со продавање или купување на куќа. Телефонот е 905-520-1474. Срцето пак на Ниагара со трите луксузни хотели во Сент Катрин, Хамптон Ин, исто така Бест Вестерн и Халади Ин, но многу повеќе дочекот во овие хотели од страна на персоналот, а посебно од собственикот Том Ничополос, кој запознат веќе од голем број на гости од речиси целиот свет. Но не само тоа, тие располагаат и со 2 спортски сали, односно Fit Centers, даваат entertainment, а за љубителите на боулинг исто така ви овозможуваат како и други рекреативни игри. Додека пак за било какви сечености, свадби, свршувачки концерти, митинзи на располагање ви стои парква и банкет салата со капацитет до 1000 гости. Јавете се на 905-380-1550. Да повторам, 905-380-1550. Партнер Гоулинг LLP, тоа е адвокатската фирма на сите врсти на лоери. Еден од нив е и Питер Симеон, позната адвокатска фирма низ цела Канада и Америка. Доколку имате потреба од лоер адвокат, побарајте го Питер Симеон на 416-898-4506. Повторувам, 416-898-4506. Сите знаеме дека и воздухот и водата се загадени и секој бара да оди во природа и да пие чиста вода. Но имаме и фирма Continental Carbon Group, која филтрира водата за пиење, воздухот и отпадните води. Не случајно името на ова фирма Continental Carbon Group со нејзиниот сервис можете да го видите во голем број на индивидуални фабрики, разни институции, државни и приватни фирми. Јавете се на 905 за ваша потреба 643-7615. Да повторам, 905-643-7615. И како што реков, утре е празникот Три светители, а на 14 пак февруари Свети Трифун. Додиме со прилогот за овие светители. Празникот на светите три вселенски учители и светители е востановен за празнување во 11 век за време на владењето на благоверниот и христолюбив цар Алексиј Комнен. Имено секој од овие три архиереи, Свети Васили Велики, Свети Григорий Богослов и Свети Јован Златоуст, имат свој посебен ден за празнување во месецот јануари, но во тоа време се појавил голем спор околу тие три светители меѓу верниците. Едните го поставувале Свети Васили Велики повисоко од другите светители, тврдејќи дека ги надминува другите во делата и словата, при што во него гледале малку подолу
дошол од ангелите со цврст дух, кому земните работи му биле туги. Веднаш по него го поставувале божествениот Јован Златоуст, кој имал поинакви карактеристики и задачи. Едните тврделе требало да ги милува грешниците и да ги води кон покаяние, другите пак обратно го возвишувале божествениот Златоуст како најчовеколюбив маж кој ја разбира слабоста на човечкото естетство и благолюбив столб кој паствата ја насочувал кон покаяние со своите беседи, затоа и го поставувале повисоко од Свети Василий и Свети Григорий. Постоела и трета група ревносно стоела зад Свети Григорий Богослов, тврдејќи дека со неговата убедувачка моќ на убедување, недостижната длабочина на умот и искуството кој го имал во толкувањето на Светото писмо, другите пак го намалувале неговото значење. На овој начин постоел раздор меѓу православните, при што едните се нарекувале себе си Јованити, други Василијани, а трети Григоријани. По Божја промисла, светите три светители му се јавиле на Свети Јован, епископ кој се прославил со својот добродетелен живот и ученост најпрво одделно, а потоа и заедно. Заедно почнале да му зборуваат: како што гледаш, ние сме еднакви пред Бога. Помеѓу нас нема никаква поделеност, ниту пак спротиставеност еден кон друг. Во своето време секој од нас, поттикнат од благодетта на Божествениот дух, ги напиша соодветните поуки потребни за спасение на народите. Тоа што го научивме тајно, го предадовме на чуѓево јавно. Помеѓу нас нема ниту прв, нити втор. Затоа наредим на оние кои спорат за нас да престана со споровите, оти ние се грижиме сите кралеви на Вселената да ги доведеме во мир и едномислие. Исто така соедини го во нашето празнување во еден ден и состави ни празнична служба и на другите пренеси им дека нашето достоинство е исто, а ние ќе бидеме помошници на оние кои го прославуваат нашиот спомен. Откако го кажале сето ова, се вознеле кон небото, сјајки со неопишлива светлина и повикувајќи се еден друг по име. Блажениот епископ Јован веднаш го пренел она што го видел меѓу луѓето кои спориле, а меѓу нив веднаш завладеал мир. Го востановил и празникот на светите три архиереи, како што му било наредено од самите нив. Тука јасно се видела мудроста на овој голем маж, откако увидел дека сите три светители се празнуваат во јануари: Свети Василий на 1, Свети Григорий на 25 и Свети Јован на 27. Одлучил денот на споменот да биде на 30-тиот ден од истиот месец. По Божја промисла, овој спор беше решен во корист на црквата и на уште поголема слава на овие тројца светители. Епископот Јован под 14. јуни имаше едно видение во сон, имено: прво му се јави секој од овие светители во големата слава и неискажлива чуденост, а потоа сите тројца заедно. Тогаш му рекоа: ние сме едно во Бога, како што гледаш, и кај нас нема ништо противречно, нити има меѓу нас некој кој е прв или втор. Светителите го посетува епископот да им напише една заедничка служба и да им се одреди еден заеднички ден за празнување. Со ова прекрасно видение спорот се реши на тој начин да биде на 30. јануари по јулијанскиот, односно стариот календар, се одреди како заеднички празник на тројцата свети архиереи. Еве и за Свети Трифун. Тој е роден 225 година во селото Комсада во Фригија, денешна Анатолија, што всушност денес е по Турција, тогаш беше Македонија. Родителите му биле христијани, така што и тој бил воспитуван во согласно со христијанската вера. Според христијанските верувања, уште од раното детство во него се пројавила необична Божја благодет со покажување на дар на чудотворство. Тој на изедначување на своите современици имал моќ над болните, посебно душевно заболените по погледот на младиот Трифун биле излекувани. Некоја необична и исцелителна сила зарачила од неговиот поглед. Меѓу многобројните негови чуда кои што ги вршил се спомнува и исцелувањето на ќерката на царот Гордијан. Тој имал необично убава ќерка и поради низината убавина многу кнезови ја проселе за своите синови. Но се случило несреќа да ова принцеза душевно се разболи. При страшните настапи на болеста таа многу пати сакала да се фрли во оган или во вода. Ниеден лекар не можел да ја излечи, а на девојката е било откриено дека единствено може да се излечи детето Трифун, кој е
тогаш имало 17 години. Дознавајќи за необичната моќ на фригиското момче Трифун, царот го повикал да ја спаси неговата ќерка. Царските слуги по долго барање во Фригија го нашле момчето покрај езеро како чува гуски. Затоа тој често на иконите се слика обкружен со гуски. Тогаш тие го повеле во Рим и тој веднаш се излекувал. По излекувањето настапила неописива радост во дворот, царот богато го наградил Свети Трифун, но тој не го задржал добиеното богатство, туку веднаш го разделил на сиромашните и самиот живеел скромно во своето родно место. Но по смртта на царот Гордијан, кој бил трпелив спрема христијаните. Во 249 година на власт дошол крволечниот цар Деци Трајан, кој наредил да се прогонуваат христијаните. Сите оние кои не сакали да се одречат ги фаќале, ги мачели и убивале. Светиот маченик не сакал да бега во пустината и пошол кај управникот на покрајината Ахедин. Тој му наредил да им се поклони на боговите, кој спротивно ќе биде подложен на најстрашни маки. Свети Трифун ја одбил неговата наредба да би и бил одведен во Никеја, пошто следувало неговото мачење. Кога виделе дека ни мачењата не помагаат, решили да го посечат со меч. Но мачителот претходно наредил да го врзат за еден коњ и така вржан бос да го поведат во планината. Од силниот мраз и студ почнале да му отпаѓаат меса и прстите од нозете, но тој тоа го трпел без збор и наместо протест од устите на овој маченик се слушнала молитвата на загонителите. Господи, не им го пишува ова за грев. Најпосле на денот кога требало да биде погубен, Свети Трифун ја предал душата пред желатот да го стави мечот на неговиот врат. Тоа се случило на 14 февруари 250 година. Христијаните од ова место го зеле телото на маченикот и го пренесле во неговото родно место. Еден дел од светите мошти денес се наоѓаат во Москва, во храмот посветен на светиот маченик Трифун. Инаку Свети Трифун иначе во Охрид и Прилеп го викаат и Трифун пијаницата. Сепак нека е честити едниот и другиот празник и сите оние кои ги носат овие имиња, нека им се честити и вечни. Ако умрам или загинам, немој да ме жалите. Напите се руино вино, скршете ги чашите. Верни другари, песна запејте, мене спомнете. Верни другари, песна запејте, мене спомнете. Умрам или загинам, поп немој да викате, вие на гроб да ми дојте, оро да заиграте. Верни другари, песна запејте, мене спомнете. Песна запејте, мене спомнете. Умрам или загинам, ќе останат спомени, што сум лудувало
на младите години. Верни другари, песна запейте, мене спомнете. Верни другари, песна запейте, мене спомнете. Македонската православна црква Свети Наум Охридски од Хамилтон со свештеникот Ангел Станчев ве повикува секоја недела и за македонските православни празници на заедничката богослужба од 10 часот утрото. Но не е само тоа. Повелете за било какви свечености, свадби, крштевки слично. На располагање ви стои банкетната сала која собира капацитет до 400 гости. За било какви информации јавете се до менаџерката Мери на 905 975 5395. Апелирам и до сите вас да ја помогнете радиопрограмата Глас од Македонија. Вашата поддршка ќе овозможи било со донација, реклами, честитки да ја помогнете и да продолжи понатаму да се емитува ова радиопрограма. Кујната пак е огледалото на вашата куќа, но затоа пак фирмата Тримак Гранит е вистинскиот мајстор за каунтертап. Елегантноста и квалитетно направениот каунтертап, било од гранит, кварц или мермер, ја открива убавината. Не чекајте, јавете се и побарајте го Алек Кирков, мајсторот за каунтертап. Телефонот е 365 888 6096. Да повторам, 365 888 6096. Дали знаете дека нашиот сонародник Џан Јоновски со својата професионалност го зазеде заменик директор или вајс президент во Bank of Montreal? Investments for High Net Worth Individuals. Телефонот е 416 827 7809. Но тука и комерцијалната фирма за купување и продавање на објекти, билдинг и слично, VP Cushman & Wakefield. Ова фирма со нашиот сонародник Кен Карулас. Бизнисот го има проширено дури во 60 држави во светот. Ако ви имате потреба од него, побарајте го на 416 756 5406. А трите модерно опремени ресторанти Elgin Water Anor во Стони Крик, Terrace on the Green во Мисисага, Lincoln Estate во Вајнланд, Онтерио, ви нудат и да ги направите вашите свадби, армаси, крштевки слично, повелете на еден фамилиарен ручек или вечера во нивните ресторанти. Собственикот Питер Трајковски со задоволство ќе ги направи вашите веселби да бидат незаборавени. Телефонот е 905 459 4447. 905 459 4447. Оркестарот Децата од Буф со нивниот раководител Крис Клашов, познат не само во македонската комуна на Канада и Америка, туку и низ целиот свет, веќе преку 40 години ги забавува македонците, а е единствен оркестар со автентична жива музика овде во нашата околина. Затоа за вашите свадби, армаси и слично побарајте Крис Клашов на 905 520 1474. Да повторам, 905 520 1474. Македонската православна црква Свети Климент Охридски со храмот самата црква го краси самото Торонто. Во неа на располагање ви стојат 3 реномирани сали за вашите фамилиарни веселби, свадби, свршувачки, крштевки и друго. Јавете се на 416 421 7451 и уживајте во домашен амбиент. Истовремено повелете на неделните богослужби, а исто така и за македонските религиозни празници од 10 часот утрото. Инако женската секција при црквата Свети Климент Охридски со председателката Ирина Карулас и ова година се погрижи да го одбележи меѓународниот ден на жената 8 март, но овој пат ќе биде на 9 март, сабота, со почеток од 6 часот навечер. Тоа ќе биде банкет на песна и веселба со богата вечера кој чини само $65. Вечерта ќе ја разубави познатиот солист од Македонија Ташко Карамфиловски со оркестерот Evergreen. За влезни карти јавете се до црковниот телефон на 416 421 7451 или до Ирина Карулас на 416 560 2149.
Во продолжение да одиме повторно со македонските кралеви, а овој пат со Касандар. Касандар од 350 до 297 година владееше пред нашата ера, крал на Македонија, бил најстариот син на Антипатер и основач на краткотрајната династија Антипатриди. Познат е како основач на градот Солун, кој го нарекол по неговата сопруга Салоника, инаку сестра на Александар Трети Македонски. За прв пат се појавува на дворот на Александар Македонски во Вавилон, каде го бранел татка си Антипатер, регент на Македонија, од обвиненијата на неговите непријатели, главно од кралицата, односно мајка Олимпија на Александар. Бидејќи татко му го прескокнал и му дал регенство на Полиперхон, Касандар се сојузил со Птоломеј Сотир Антигон први едноокиот и објавил војна против регентот. Речиси сите тие така наречени грчки полиси се здружиле со него, меѓу кои и Атина. Тој направил и сојуз со Евридика, амбициозната жена на кралот на Македонија Филип Аридеј. Меѓу Евридика и Филип III заедно со Касандровиот брат Никанор биле погубени од Олимпија. Касандар беше веднаш измарширал кон Олимпија и ја принудил да се предаде кај Пидна, па ја погубил 316 година пред нашата ера. Во 310 година пред нашата ера тој ја отрул и Роксана и малиот крал Александар IV на неговата 13 годишна возраст, жената и синот на Александар Македонски. Исто така го потплатил Полиперхон да го отруе вонбрачниот син на Александар Херакле. Тој веќе бил поврзан со кралството семејство, бил во брак со Салоника, полусестра, како што реков, на Александар Македонски, и со сојузот со Селевк, Птоломеј и Лизимак против Антигон. Со поразот и смртта на Антигон 301 година пред нашата ера станал неоспорен владетел на Македонија. Умрел од едема во 297 година пред нашата ера. Според географот Павзани, беше преполн со едема и од неја излегоа црви додека се уште беше жив. Филип, неговиот најстар син, наскоро по доаѓањето на престолот, се разболи и умре. Антипатер, следниот син, ја уби својата мајка Салоника, ќерката на Филип, и на Касопела, под обвинение дека премногу ја милувала Александар, младиот син. Александар се одмаздил за мајка си со тоа што го убил брат му Антипатер, но тој пак самиот бил убиен од Деметри први обсадникот, син на Антигон. Така отишло сето Касандрово семејство. Касандар бил човек од книжевноста, но бил насилен и амбициозен. Ја преградил Теба, по нејзиното уништување од Александар Македонски, ја претворил терма во Солун и изградил нов град под име Касандреја врз урнатините на Потидеја, а тоа е Касандреја, всушност денешните три краци или како што ги викаат Халкидики. Инаку, сакам да кажам дека од минатата недела, како што знаете, иако гласот не ме служеше, односно малу во ова време се добива нормално и кашлици и слично, меѓутоа група на наши сонародници изразија желба да ја чуат истата песна, но како рецитал од мојот покоен братучет, прв братучет Цветко Вретовски, кој како затвореник ја напиша и покрај песната заедно со Благој Марковски, Офаман ја напиша и Дзидови. Па да ја чуеме. Ој дзидови, и вие би проплакале, да би знали моите маки кои сум ги тргал јас. За пиење вода немам, а лебот ми е 100 грама. Постелата од бетон ми е, таква ми е судбина.
Ах, да знае мојата мајка дека ќе ме затворат, она би ме удавила во првото капење. Ах, да знае мојата сестра дека ќе ме затворат, она би се пребулила и до гроб ме жалила. Ах, да знаат моите браќа дека ќе ме затворат, они би се осветлие и мене ме ослободиле. Ах, да знае мојата жена дека ќе ме затворат, она гроб би скопала и во гроб ме повила. Ои, дзидови, дзидови, и вие би проплакале, да би знале моите маки кои сум ги тргал јас. Благодарност уште еднаш до групата на наши сонароднички кои ја изразија желба да ја слушнат оваа песна. А сега да одиме со мојот коментар на неделата. Веќе верувам дека сите се изнаслушавте од безобразните, би рекла, новини што ги даваат околу како се прават на туѓо буниште, петлиште, Џафери и сета негова тајфа. Но ние да одиме со коментарот. Ако македонските партии како кучиња се јадат меѓу себе, сега веќе топката се префрла на албанските партии во Република Македонија, зашто тие се бесата беси и отпочнуваат како кајотите да се јадат. За жал, трпи последици само народот во Македонија од нерани мајковци. Техничката влада со Талат Џафери не наликува на ништо друго освен една криминална фирма во која се краде на големо, а главната улога ја играат Али Ахмети и Груби. Ковачевски го зел навистина Господ да го носи. Прав дебил, глупак, што велат старите турни медакини сам.
Инаку градоначалникот на Куманово и еден од лидерите на партијата Знам, Максим Димитриевски, отворено се спротивставува во последно време и на албанските политичари поранешни пратеници, а исто така и на странски историчари и новинари, меѓу кои, еве да го чуеме и разговорот, кога тој беше пред неколку дена повикан на интервју на Бугарската национална телевизија. Причината не е системот. Во Македонија доаѓа политичари од Бугарија, не навредува. Ни кажува дека Бугарија е од Охридско езеро до Црно море, дека Охрид е најголемиот, најубавиот град во Бугарија и така натаму. Замислете реакцијата на македонската јавност. Зошто дојде до ова? Во континуитет македонскиот народ, македонската државност се навредува. Какво направихте в Куманово? Премахнахте ли всички? Премахнахте ли обаче абсолютно Куманово всички надписи, в които се твърди, че България е фашистска държава? Да, ама јас не можам да ја менувам историјата, светската историја, не Бугарија. Во периодот 41-44 Бугарија е составен дел на фашистичката тези коалиција. Тези надписи обаче какво място имат? Какво място имат в град като Куманово? Не излезе и не се само ми кажете какво място имат тези надписи в град като Куманово, чието знак ми подарихте току-що. Знаете што е резултат на таквиот режим на владење? Оваа книга само за мојот град. Над 900 жртви. Овој човек има, овој ми е дедо. Има 15 години исечене на парчиња. Значи, над 800 жртви, од кои најголем дел или над 90% се убиени од бугарската фашистичка полиција и армија. Ова не може да се заборави, но може да се стави на страна, да се учи од минатото и да креираме нова иднина. Но не на начинот како што го креираат некои поединци од вашата држава. За да почитуваш, првенствено треба да добиеш почит. Вие се сетихте 3 години по-късно, след като не управляват, тогава да правите това на въпрос. Не да ви кажам, му го врати во орденот на господинот Каракашанов, истиот момент, но никој тоа не го објави во Бугарија. Добиш 2 ордени од Бугарска. Најголемите губишти од целата таа ситуација се хората од Република Северна Македонија и хората од Република Българија. Нали сме мислите македонците и бугарите? Господин Христов, вие също наблюдате. Мислите македонците и бугарите, нема хора. Има граѓани и има нација. Значи, прво еднаш треба да свати бугарската држава дека од македонец бива само македонец и не бива ништо друго. Ние сме македонци, вие сте бугари. Ве сакаме и ве почитуваме, сакајте не такви какви што сме. Затоа што на друг начин никогаш нема да се разбереме. Зборуваме за Гоце. Јас не го спорам, господинот Христов бил кај мене во Куманово. Сме седеле на концерти заедно, сме разговарале многу отворено на оваа тема. Јас не навлегувам во личното национално чувство на господинот Христов. Но Гоце Делчев е синонимот на македонската борба, еден од современите македонски природбеници. И на крајот, кај почива? Во Скопје. Зошто? Тоа му била последната желба. Зошто не го решила бугарската држава повеќе од 40 години да го стави во саркофаг, да го закопа некаде во Бугарија? Бидејќи сакал да почива во независна Македонија. Веднага да ви одговори обаче, господин Филип. Кратка дигресија. Добре, бързичко. Значи, зборуваме за период 41-44, па потоа до 46. Коските лежат тука и претходно, велите поголемите сили не дозволувале. Зошто? Официјалната македонска држава преку федерацијата се обраќа до Сдруженијето, почитуван господине, не до бугарската држава. Тие ги имаат коските. Како што рековте во македонскиот клуб, за тоа постојат и официјални документи и на крајот на саркофагот постои јасна и недосмислена теза, која што соборците на Гоце ја цитираат, а всушност тоа се неговите зборови. Имате уште многу безброј цитати, но немаме време во оваа емисија да обштеме на тези документи, но съм сигурна, че историците, когато водят разговори в тези исторически комисии, си показват никогаш документите. Нема историчарите да направат работа, ако треба историчарите, не дај Боже да лекуваат некого, човекот ќе помине и ќе си почине, ќе си отиде, значи ние треба храбро да влеземе во овој процес. На база на реципроцитет и почитување. Това ли е храбро? Това храбро ли беше днес? Ова се подметнувања. Зошто? Затоа што ви доаѓа група на луѓе. Првин, не може никој во странство да ви дојде во собствената држава. Јас доаѓам овде и
и се однесувам по вашите правила, почитувана домаќинке, и го почитувам вашиот ред и дисциплина. Луѓе, сватете една работа. Блиски сме, се почитуваме. Пред 15 дена бев на Пампорово, пеев македонски песни заедно со мои пријатели, драги бугари. Значи, истото тоа тие го прават кога доаѓаат кај мене во Куманово, но вие мора да признаете еден непобитен факт, дека македонецот постои. Не можете да велите дека 46-та ние сме настанале кога мојот дедо Ѓорѓе Македонски пред 2 века напишал во црквата дека го земал презимето Македонски затоа што е македонец, а не бугарин, србен или грк. И вие тоа не го признавате. Сега, аз разбирам, той е кмет на един голям град в Република Северна Македония. Втория най-голям град, всъщност. Да, тоа е најголемата да. општина во Македонија. Да, така. И во моја канцеларија има бугарско знаме и знамења на 9 други држави. Това е много добре. А тоа не е случај во други општини. Това е поздравление. Да. Така. Но на зидот го имам Гоце Делчев. Нищо лошо. Во кабинети на кметови во Бугарија го нема. Кај мене стои Гоце Делчев и Христијан Карпош. Бидејќи немам кој друг, тие се мои. Така, и чувство. И тоа не му смета на господин Христов, така ли? Тоа треба да го импонира. Във вашия град сте премахнали надписите, на които пише Не, во мојот град окупатор. нема да се премахнат надписите на спомен плочите кај што пишува бугарски фашистички окупатор, затоа што тој бил окупатор, не бил администратор. Значи нас не окупира. Но беше прието подобно решение от Зоран Заев. Вие сте излучени от партията на Зоран Заев. Не, они може да ме исклучат колку сакат. Мене народот ми избира, не ми избира Зоран Заев или било кој друг политички представник. Добре, ние во Македонија да сме уморни од политички партии. Значи, граѓаните се заборавени. Италия е Тие там. ви беа партнери у војната, зашто не се договорите да биде цела? Имате ли същото отношение към съвременна Италия или към съвременна Германия, да ги наричате тях фашистки и така нататък? Кај нас не се извини за овие жртви никој до сега. Сте били дописник во Македонија. Дали некој официјален политичар се извини во мојот град за сите овие жртви? Не, никогаш. Тоа го бараме. Вратам на Бледскиот мировен договор, што таму се случи, што се кажете, договори. господин Христов, кажете как се излиза Зошто от го тази прескокувате ситуация? сегогаш Бледскиот мировен договор? Господин Димитровски, всичко казах. И в крайна сметка, кога българите ще бъдат записани в Конституцията? Ќе бидат запишани Финал. бугарите во Конституцијата без никаков проблем, кога ќе има реципроцитет. Кога мојата баба Бранка во това обаче Благоев България не град ќе позволява. може да биде Това обаче България не македонка, а не позволява. При бугарка. нас няма такива малцинства. Ќе си Благодаря ви најдете много за начин, този барем една разговор. декларација Мисля, на че успяхте парламентот, да ќе видите донесете кај што горе-долу с ќе колко го напредва признаете разговора по македонското темата. нација. Инаку, минатата недела се навршија 152 години од рожбата на Гоце Делчев. И ден денес, за нас македонците, роден денот на Гоце Делчев е од голема важност и значење, а посебно неговото име и дело. Ако Македонија ги поминува најтешките премрежја, најтешките искушенија заедно со македонскиот народ, откако постои повеќе од 7533 години како држава, колку што знаеме, а може да биде и многу повеќе, ние македонците со Бога напред ќе истраеме во ова најтешка битка, зашто, како што рече градоначалникот, како што слушнавте на Куманово и лидер на партијата, знам, инаку Максим Димитриевски, рече тој, Гоце Делчев е Македонија, а Македонија е Гоце. А јас пак би додала, Гоце е бескрајност, Македонија е бескрајна, но затоа пак 8 мај е крај на злумствата, крај на предавниците, крај на непријателите на Македонија. Не плачуј, мајко, не жалај, ако ти загинам, ама
Инаку, реков последните минути ќе ги искористиме во разговор, односно осврт кој дава критички осврт Пренџов од партијата на ДПМНЕ до техничката влада. Но затоа пак дозволете ми да ви се заблагодарам за вашето ценито внимание, со желба да не слушате идната недела од 6 часот навечер на 101.3 FM, кога повторно ќе бидеме во вашите домови со радиочасот Глас од Македонија. Повелете утре и на 14 во сите македонски православни цркви на заедничката богослужба од 10 часот утрото. А вашиот уредник и водител на радиочасот Глас од Македонија, Драгица Белчевска, ви посакува добра ноќ. Почитувана јавност, почитувани колеги пратеници, господине премиер, ве нема проблеми во рајот, веднаш се појавија. Почитувана јавност, еве недела дена после формирањето на оваа техничка влада, после сите хвалоспеви кои што ги имаше техничкиот премиер на оваа говорница за министрите, за нивните професионални способности, за нивната одговорност која што ќе ја имаат, за нивните спроведуваат програма за избори, недела дена после тоа гледаме дека уствари имало проблеми во рајот и дека работите не биле баш такви какви што биле прикажувани и на пратениците од мнозинството и на јавноста во Република Македонија. Најголемото внимание се разбира го задржува политичкиот субјект кој што е доминантен во владата. Знаете, оној политички субјект кој што во 2002 година наликуваше на друштво со ограничена одговорност, основано од едно лице, ДУИ, а денес повеќе наликува на холдинг, doing business. И разликата на холдингот во овој период е тоа што 20 години холдингот беше како тежа која што привлекува и пратеници, и политички партии, но како мине времето, имаме еден ревезибилен процес, односно политички партии го напуштаат холдингот doing business. На граѓаните им е јасно, на политичките партии им е јасно, доаѓа 8 мај, доаѓаат промените и доаѓа времето во кое што ДУИ конечно заминува во опозиција. И тоа не е случајно што го зборувам, затоа што почитувам господине Џафери, иако нели сте сега технички премиер во владата, гледате позади вас има само еден пратеник од ДУИ и тоа многу кажува за тоа каде и на кој начин се движи холдингот doing business. Онако сакам да го потенцирам во врска со излагањето на техничкиот премиер на оваа говорница и кое што навистина, господине Џафери, многу ме зачудивте е кога рековте дека од Facebook сте прочитале статус по кој што сте морале веднаш да реагирате и да смените двајца министри во владата. Се очекував од Талат Џафери, ама Талат Џафери да каже дека од Facebook нешто прочитал и потоа реагирал по тоа што било напишано во Facebook, јас не очекував. Вие бевте човекот кој што имаше на изрека, таа ви ја запаметив, бевте горе во салата и јас се согласувам со тоа што го кажавте, кога кажавте јас од Facebook собрание не водам и јас од Facebook политика не терам. Затоа многу ме зачудивте кога кажете дека од Facebook сте почитале статус по кој што сте реагирале и поменувате двајца министри. Ама да го трнеме на страна Facebook, сакам да ме прашаме една работа. Таравари напишал нешто на социјалните мрежи, вие сте реагирале и велите вака: тој сака да биде во опозиција, не може да има две опозиции во владата, затоа јас го менувам. Тоа сте го почитали од Facebook и така сте реагирале. Ве прашувам, изјавите на Мендух Тачи ги видовте ли денеска, господине Џафери? Мендух Тачи вели дека Села е криминалец, дека Села нема да му ги гласа министрите и дека Села треба да го нема на политичката сцена. Мендух Тачи, вие во коалицијата или Села вие во коалицијата? Или тоа на Facebook не го прочитавте? За ова македонската јавност заслужува одговори, бидејќи очигледно имаме работи кои што не одат во линија на она кое што вие го говоревте.
Она кое што така ме зачудува, господине Џафери, јас знаев дека, а не само јас и целата македонска јавност, дека премиер во владата досега беше Артан Груби. Тој одлучуваше, тој мереше, тој сечеше, ама не очекував и дека вие кога ќе биде технички премиер, а тој нема да биде прв вице-премиер, повторно тој ќе ги носи одлуките од владата на Република Македонија и навистина тој е вториот факт кој што ме зачудува, познавајќи ве вас овие 3 години како функционираме во собранието на Република Македонија. Понатаму, штувана јавност, она кое што ќе се случи на 8 мај, на 9 мај, тоа ќе биде за прв пат после 2006 година да имаме целосна промена на власта во Република Македонија. Зошто? Бидејќи ние од 2006 година сме немале целосна промена на власта. И 2008, и 2011, и 2014, и 2017, и 2020 имаше промена на власта, освен Демократската унија за интеграција. Секогаш 30% од власта останувале непроменети. И за прв пат Македонија после 18 години на 9 мај ќе има целосна промена на власта, кога и Дуи и нивниот технички премиер и Артан Груби конечно заминуваат во опозиција. И затоа ви порачувам на сите од Дуи, погледнете и на вистината во очи, соочете се со вистината, достоинствено заминете во опозиција и водете кампања како што личи без оваа која што водите сега. И тука завршувам со Демократската унија. Господи од Алијанса за албанците, пред една година од оваа говорница ви порачав дека си ги продавате идеолошката борба и ги изигрувате сите наши сограѓани албанци кои што гласале за вас на изборите 2020 година. Тоа ви го кажав пред една година. Ги изигравте албанците, ги изигравте луѓето што гласаа за вас, бидејќи оној кој што гласал за Алијанса за албанците, гласал Дуи да има опозиција во ова собрание, а не да бидете коалициони партнери на Дуи. И затоа ова ви се случи. Затоа влеговте во влада, за да имате двајца министри, си ја предадовте борбата која со години ја теравте и на терен, и во собрание, и на телевизија, и секаде. Вас ви се случи Дуи. И вие тоа многу добро го знаевте, се ви беше предочено од оваа говорница, но вие мислејќи дека со еден-два министри ќе направите нешто, со неколку вработувања, и неколку тендери ќе добиете нешто, еве гледаме дека ништо не добивте и дека Дуи е господар на голем дел од вашата политичка партија. И тоа се факти, и тоа не треба да биде жал на никој што седи овдека од пратениците. Тоа е за жал на нашите сограѓани албанци кои што гласале на изборите Дуи да има алтернатива. Да сака албанците Дуи да има 25 пратеници, Дуи ќе имаше 25 пратеници, а не Дуи да има 15 вија десетина пратеници. Затоа неконзистентноста, затоа неостварувањето на ветувањата према граѓаните на крајот има цена и цената вие си ја плаќате, тоа е ваша работа и јас не се мешам. На крајот една реченица пред да завршам, сакам да упатам и до актуелниот се уште министер за здравство, господинот Меджити. Господине Меджити, ве слушав на оваа говорница внимателно на вашето воведно излагање. Вие сте задоволен од тоа што се биле министер за здравство, сте работеле во интерес на граѓаните, во интерес на пациентите. Тоа е тема за дискусија, може да ја гледаме од една страна, може да ја гледаме од друга страна. Јас ќе ви кажам, а и со тоа ќе завршам. Она што го мисли секој граѓанин на оваа држава кој што плаќа данок, а тоа е следното. Бадијава сте биле министер за здравство на држава која што има повеќе службени автомобили на владини функционери неголи амбулантни возила. На крајот на денот тоа е суровата вистина за Република Македонија. Тоа е вистината. Затоа, штовани колеги, нека продолжи
овој циркус во собранието, реконструкција на техничка влада, што подготвува избори, граѓаните гледаат, граѓаните следат, но она кое што е добро е што има сонце и светло на крајот на тунелот. 8 мај доаѓа, а 9 мај ќе огрее ново сонце на слободата во Македонија. Благодарам.